Добар ден, наставничке. Добар ден. Како сте? Добри? Одлично. Супер, како сте вие? Одлично. Одлично можам да кажам. Од каде ни доаѓате? Доаѓам од основното училиште Владо Тасевски од Скопје, од настилбата Козле. Оделенски наставник сум во 4-то Б оделение и се викам Вирче Атанасова. Драго ни е. Одлично, одлично. Што ќе учиме денеска? Да, да видиме. Па најпрво би сакала да погодите една гатанка и според неја ќе одлучите и вие самите што би било тоа. Ајде да видиме. Па вака. Ајде нека биде сите дела му се чисти, мудри чисти, дури кога спие мисли. Што е тоа? Кои мисли дури кога спи? Тоа да не е некој филозоф. Токму така. Браво, царија! Да, одлично. тоа е филозоф. Вака, јас би сакала да нацртаме сега едно облаче Ајде. Ајде. и да го ставиме зборот филозоф. Ива. Сино облаче. И кога спие мисли. Да нацртам? Да, може. Еве ќе го намалам само малце за да можеш Да, прецизно. Тука во средина. На средина? Да. Големо облаче да биде? Ајде јас. Може? Ајде, може. Бојата само ја утнавме малку. Да, малку е темна. Темна е. Ево, хайлайт. Ај сега пробајте. Ајде. Оп, Ете го. јас сум изгледа малку побрза. Ете го имам и плаво на облачето сега. Да, Ајде, едно сега. шарено облаче. Филозоф. Дали треба да стиснеме Да, моливче? напишам? Да, напишете филозоф во средината. Чекај. Ево го нормал пен, вака напиши го. Да. Ај пиши се. Ете го. Одлично. Филозоф. Со за. За. Да, Извинете. нема проблем. Супер. Ето, пенкалце. О, З, О, Ф. Одлично. Е, сега вака. Јас ќе ставам неколку црти. Ајде нека бидат 4, за да не ме малтретирам многу. Не, може и повеќе да биде. Може повеќе? Може и повеќе Ајде да ќе бидат. видиме. Кажете ми еден познат филозоф. Сократ. Одлично. Јас ќе пробам, ама не можам да пишувам. Ајде. Со. К, Р, А, Т. Одлично. Супер. Ајде уште еден. Ајде. Питагора. Може? Питагора. Питагора, да. Ајде тука ќе го ставиме Питагора. Кант. Во ред се 2. Да, добро. Може? Добро, да. Ајде сега да ми кажете вие каков е филозофот? Кој е всушност филозоф? Па тој што има голема коса, голема брада и цело време ја паќа брадата и се замислува. Оди по лице и Навистина? Мора да има брада и коса за да биде. Во суштина, физичкиот изглед и не е толку пресуден, тотално колку што Така. внатрешните неговите дела. карактеристики и тоа што го носи во самиот себе, Да. тоа што излегува како мудрост, односно од срцето, па нели оната се придвижува кон неговиот јазик и го изустува. така. Така, затоа што мудроста, велиме, е стебло кое што се почнува да расте од срцето, а потоа ги шири неговите гранки кон грлото, а јазиците ги раѓаат неговите плодови. Ајде сега вака, тука ќе напишам еден збор мудар, нели? Мудар. Мудар, да, мора да е секогаш мудар. Така, А зошто е мудар? Бидејќи чита многу книги токму и така. бидејќи секогаш има свое гледиште на работите. Мислител, токму Да. така. Ајде, кажавме дека е образован, така? Така, Да. Учен човек. така. Затоа и ние учиме. Токму така. Учен човек. А дали мора да биде само машко, пример, филозоф? Апсолутно не. Не, така? Не. Не може. Може да биде секој филозоф. Да. Дури и децата многу пати знаат да бидат искрени и да не изненадат со некои чисти мисли кои едноставно ве оставаат без зборови и сте воодушевени. Да. Дали може Бенигно гледање на светот, некој токму така, нивен став, детскиот да. свет кој што е најискрен и секогаш треба да се
го гледаме во него. Да, Дали може да ја прочитаме? може да прочитаме. Содржината на Што ги текст. читаме сега? Ќе Текстот? го читаме текстот филозоф. Супер. Вчера мајка му на Дејан му рече: "Оди во градината да му помогнеш на дедо ти." Тој не одговори веднаш. Гледаше некаде низ прозорецот. Мајка му повтори уште еднаш. Но тој и овој пат се направи како да не слуша. Но кога таа по трет пат му подвикна, тој подналутено се сврте. "Па добро, мамо, зарем не гледаш дека размислувам?" "Што размислуваш?" го праша таа. "Па ова," почна да ја објаснува Дејан. "Јас сум филозоф." "Филозоф?" Можем се зачуди мајка му. Да, филозоф," гордо ја одговори Дејан. "Па што е тоа филозоф?" го праша таа. "Тоа е човек кој многу мисли и кажува умни работи," одговори тој. "Значи ти сега мислеше умни работи?" го праша мајка му. "Тогаш кажи некој умен збор." Дејан како тоа да го чекаше, веднаш почна да кажува: "Малите деца не треба да се мешаат во работите на големите." На мајка му веднаш и стана јасно што е работата. Затоа рече: "Значи ти сакаш да речеш дека не треба да одиш во градината да му помогнеш на дедо ти?" "Ама не велам јас, така велат филозофите," и одговори тој. Мајка му повеќе не рече ништо. Излезе од собата и почна нешто да работи. Вечерта, кога се врати татко му од работа, таа го облече новиот фустан и заедно поидоа никаде. Тогаш Дејан истрча пред нив малку подналута. "Добро, мамо, зарем не ме носите со вас?" Мајка му не одговори веднаш. Дејан повторно праша, но и овој пат не доби одговор. Кога по трет пат праша, мајка му тивко се насмевна. "Знаеш, сине," му рече, "еден филозоф вели: малите деца не треба да се мешаат во работите на големите." Дејан посака нешто да рече, но кога се приседи за предпладневната случка, ја наведна главата и со насолзени очи влезе во собата. Одлично. Значи тука имаме само два главни лика и се води диалог помеѓу мајката и Дејан. токму така. Ајде да видиме која е темата. Што мислите? Па темата... Но, темата... Марија, помош? Не помаш? Сепак се работи за разговор. И убаво било да биде разговорот со мајката, на мајката со синот, поради околу размислувањата и постапките на своето И дете. обврските на Дејан. Обврските на Дејан кои што Дејан многу мудро решава да сака ги заобиколи, односно да ги прескочи. токму така. И сето ова ни носи една порака до сите деца дека идејата всушност е треба малите, односно децата, секогаш да ги почитуваат возрастните и со задоволство да прифаќаат секоја обврска од нивна страна, работа, да го почитуваат сето тоа што ќе го кажат возрастните, затоа што тие имаат нели многу повеќе искуство од самите нив, го поминале секој момент во животот кој што следува за нив натака и треба многу да бидат учтиви и да слушаат. Така. Сега имаме една народна поговорка која може да извлечеме од овој текст. Што мислите? Па јас мислам дека можеме повеќе да извлечеме, ама не знам сега на која конкретно мислите вие. Ако, може мислам повеќе. дека- Може и една, со една мисла, да има една цел, но да биде нели со повеќе народни поговорки кажана, Така. со други реченици. Јас имам една мрзата го гнаси човекот, а работата го краси. Одлично, тоа е добро. Меѓутоа, дали се согласувате дека може да биде што ќе си посееш, тоа и ќе жнеш? Така, Или мислам пак со дека други Да. Повеќе одговара. така. Или пак со други зборови, како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Да, може и така. А истото може да биде што ќе си надробиш, Тоа ќе си сркаш. така. Одлично, така, Супер. токму така. Дали Значи- го кажете? Не, слободно. Јас мислев да кажам само дека мајката ја искористила истата Ситуација, истата да. работа што Дејан ја кажал. Односно Бидејќи истиот трик после- на Дејан. Токму така, истиот трик на Дејан со цел да му докаже дека не треба да прави така. Така. Туку треба да биде послушен. Понекогаш молчењето е многу позначено отколку некои зборови. Апсолутно. Токму така.
која е нивната заедничка реченица? Дали забележавте некоја реченица која што беше поврзана со нив? Да, сега конкретно не можам да ја повторам, но знам дека родителите му кажаа на Дејан дека не треба да се мешава работи за возрастни, исто како што Дејан кажа дека Тој не треба да се мешава работата на Таа родителите. реченица, токму да, со мајката, разговара истата реченица буквално беше дека малите деца не треба да се мешаат во работата на возрастните. Да. И јас го ставив, го приложив овдека во овој Венов диаграм, така нарече, кој што подоцна ќе им го дадеме на учениците за домашно. Ова тука може да се испишат сите карактеристики на Дејан и овде да се испишат сите карактеристики на мајката. А во пресекот на Веновиот диаграм се наоѓа реченицата, нивната заедничка реченица, малите деца не треба да се мешаат во работата на големите. Ајде сега да ве прашам. Ајде. Што мислите? Како вие би постапиле да сте на местото на мајката? Па јас би го направил истото. Да, може би истото, но не знам, мене од една страна ми се допаѓа тоа што ето Дејан, јас во мојата глава го замислувам Дејан како чита книги, како седи дома, и може би би му оставила простор да ги исчита книгите и потоа би го замолила моето дете да дојде да ми помогне. Не знам, тоа е мое размислување. Во ред и таа постапка, меѓутоа Дејан си ја сватил веќе пораката, Да. што сакала мајката да му ја принесе. Бидејќи на ист начин му било возвратено. Токму така, и многу е важно кога на никого ќе му се возврати на ист начин, тогаш најмногу може да почувствува каде Да, на своја кожа. каде сгреши. Да. Ете така. Одлично. Одлично, благодарам за Одлично. Само За домашно прекрасниот може ли час. да Да, дадеме да, една? да. Овие емоции тука доле, убаво би било децата да си ги нацртаат, да го прецртаат овој Венов диаграм и од страната или било каде во долниот дел, тука, да си ги постават со доздолан или да си напишат кој е смајли какво. Мислам што значи, дали е тажно, срекно тоа, значи емоциите, значи да ги пресликаат преку овие апликации, да ги пресликаат во самиот Венов диаграм, значи како се чувствувала мајката, како се чувствувал Дејан. Исто така од згора да ги напишат и карактеристиките на мајката и на Дејан. супер, одлично. Одлично. Ви благодариме Тоа. многу. И јас Беше ви многу благодарам. интересно. Да. Дечки, филозофирајте, пиете секогаш еден чекор пред вашите мисли и завршувајте си ги вашите задачи. Така. Се гледаме следен час. Джингл.